Се проценува дека 15% од светската популација има попреченост. Таа ситуација не ги засега само тие лица, туку и нивните семејства и заедницата каде што тие живеат. Јас сум Джейлан Велио, денес во Гласни идеи гостува Бојан Шашевски, со кого ќе разговараме за односот на државата и општеството кон лицата со попреченост. Здраво Бојан, добро дојде во Гласни идеи. Здраво, Джейлан, што најлошо дојдов, гледав од таа страна на камерата, бе, сега дојдов и тука. Денеска, кон новинар снимам многу вакви работи, аудио и видео подкасти, така убаво што малци и од другата страна ја да зборам малце, не да прашувам. Да, супер, одлично. Прво би те прашала за кој е односот на државата кон лицата со попреченост и кој е статусот на лицата со попреченост? Да, статусот. Може малце пред само ќе да прекинам. Се у текот на целата емисија ќе ги викам лице со атипичен развој, не дека по светските конвенции не се викаат уште лице со попреченост, туку јас како своја кауза си земав, не поради некоја политичка коректност, си земав како кауза затоа што сите сметам дека од 1 до 100 сите имаме некаква попреченост во текот на животот, некаква состојба со која треба се соочуваме. И затоа реков лице со попреченост ќе ги викам лица со атипичен развој, тоа се согласи голем дел од јавноста и родителите кои што имаат проблем, што имаме проблем такви. Доодиме по тој пат за како некое преодно решение за потоа да стане тоа лице со атипичен развој, лице со посебни вештини или со поинакви вештини. Затоа што сите ние имаме некакви вештини кои што треба да ги искористи општеството, да се врзуваме, не се врзуваме само на попреченост, туку се на вештини и способности. That's been said, тоа кажано, идеме дале твоето прашање. Значи, може интересно е да се гледа како државата од неколку аспекти. Ајде да гледаме аспекти од аспекти на почитување на оние низа на документи, меѓународни документи, конвенции кои што државата се обврзала да ги. Значи конвенција за правата на децата, да речеме на ООН, уште пред 89-та или 90-та беше подпишала, не сум сигурен. Океј. Работата е колку државата ги почитуваат. Значи, дали само декларативно подпишувам нешто што ја немам начин, механизми тоа да го спроведам, нели? И декларативно да излегувам на не знам во декември кога е денот на типичните лица светскиот и да кажам јас имам направено тоа за да се покажам пред светската јавност, пред донаторите, пред луѓето и проблемите не се решаваат. Тоа е еден проблем кој што мислам дека и тука малце каскаме у тој дел, иако се направија морам да споменам неколку реформи, доста реформи, кој значи реформа не значи дека е тоа добро, нели? Но се направија доста, морам да споменам, реформи, особено во последните години. Некои од нив функционираат, некои уште не, некои ми се допаѓаат лично мене. Тоа што значи дека ми се допаѓаат не значи дека јас сум управо. У смисла на ми се допаѓа новиот систем што пробува да се воведе, сите да се стават заедно, што веројатно произлегува и од тие конвенции кои што самата држава ги подпишува. Ќе видиме колку тоа у пракса ќе се води. До сега иде, па ќе се вратиме 3 чекор напред, па назад и така натаму, нормално, мислам ко повеќето работи државата, но правиме некој чекор. Сега, работата е што во целиот тие, да речеме во образовниот дел, социјалниот и здравствениот дел, кој што ги поврзуваат сите тие документи со нашата легислатива и со нашите пракси и со нашиот менталитет, да речеме, нели? Како тоа игра од пракса е малце тешко, значи државата треба да вложи уште напори. Значи има напори да ги анимира луѓето да знаат што значи лице со попреченост, какви се неговите потреби, што значи тоа, колку се тие способни, колку се можат да направат за сите нас, уште да не влегуваме во некоја ја мислам дека сме уште во некоја фаза кај што државата нема начин, нема сила, нема механизми, ајде да речам, да го спроведе она што го збори. Па и волја можеби. Тој некоја мислам дека фаза. Сега не знам колку бев јас се хаотичен во она што го кажав, ама таа мислам фаза дека сме моментално некоја. У сета таа фаза нормално лицата со атипичен развој уште се судираат со зидови, уште се судираат со стереотипи, уште се дискриминирани, уште не може да си остварат социјалните, здравствените и образовните права, иако има многу закони кои што се со да речеме законот за основно образование кој што има поинклузивна димензија од пред некоја година,
Но законот во пракса има многу проблеми, затоа што јас знам, мислам имам дете со атипичен развој во училиштето, знам што се случува. Кој браник, кој има јас и родители кој мене, посебните родители што се викаме ние. Каква борба мора да одиш да му објасниш на тој наставник, на тоа лице задолжено, директор, педагог, логопед, независно, дека твоето дете треба да биде од таа страна, дека треба да учи со нив, дека заедно се учи. Значи имаат многу брани од родителите, доаѓаат во училиштата и ти им викаат: ние не можеме да го приеме вашето дете. Вашето дете немаме можност, немаме кадар, бар, ти си специјално училиште. Видиш, уште од старт ти врши дискриминација. И ти порано немаш механизам како да се одбраниш. Зошто нема услови, нели асистенти се обезбедени образовани? Ке доам и до тоа. Значи први најде да зборам за дискриминацијата која се сложи. И ти моментално немаше претходно механизам ти да речеш: чекај малце, вие не само што имате морално, етичко, секаква право, сега имате законско право вие моето дете да го правите. Че специјалните училишта што мора да бидат од оваа година престануваат запишуваат деца и тие стануваат училишта како ресурсен центар, им даваат материјали, знаење, искуства на основните училишта за да ги примат сите. И престанаат тие да примаат деца. И сите, значи, за наредните 7-8 години додека заврши таа, да речам, генерација што учела таму, сите одат у основните. Значи тоа е пошироката идеја. Да, сите згаснуваат, сите одат тука. Значи сите заедно. Да. Значи, спориме за инклузија, која што инклузија не е само да седат на час заедно. Инклузија е да одат заедно на екскурзија. Сега изминете на зборот да одат заедно, да мочаат заедно увеце. Зашто колективно сите сакаме се дружиме да правиме, мислам. Знаеш, значи кога ќе преминеме тоа. Сега училиштата туку уште имаат блок, тоа ми беше муаветот. Блок. И сега јас ги охрабрувам, родителите ги охрабрувам, сите што имаат по линија на помал одмор што се откажуваат, да не се откажувам. Луѓе, не се откажувајте. Ви го зборат тоа школа и кажа: имам право, ме дискриминирате, ќе учи моето дете, мене ми е тешко. Зашо па мене само да ми е тешко? Зашо на тие да не научат во школото да научат како да се однесуваат? Така да тоа е едната работа. Втората работа, во школите треба да има инклузивни тимови, според законот. Ги нема уште. Уште не се целосни и некаде ги има, некаде се малце, некаде се нецелосни. Државата не доволно ги анимира школите да ги формираат тие инклузивни тимови. Ето е една работа. Во однос на образовните асистенти ги споменам. Образовните асистенти доаѓаа со новиот систем за образовна асистенција, кој што дојде, да речеме, влече дел од концепцијата за основно образование, дел имаше концепција за инклузивно образование, има ново, и образовните асистенти доаѓаат на товар на државата, а не како досега да беа преку како се викам тоа, преку општините и преку донатори и преку институциите. И практично образовните асистенти беа малце платени, работеа 3 работи уедно, значи зима 7-8 денари, кои што беа и улога на образовен асистент, и личен асистент, и педагог, наставник, се на детето. И тоа хонорарна работа, таа љубов треба да ја вложи човек. И тоа беше многу се откажува. Ја ги сваќам. Значи, таа одговорност што ја има и не функционираше тој систем. Реално да видиме. И сега товар на државата според новиот систем треба да бидат образовни. У старт државата викаше, бившата министерка за образование викаше дека системот е спремен, дека имаме обезбедено образовни асистенти за секое дете, ќе имаме, тоа не се покажа така. Значи, се покажа дека проценката дека 500 образовни асистенти ќе бидат доволни за државата, не. Сега оваа година одма се смени, 750 има. Сега, значи, наредна година треба да бараме дали уште ќе требаат образовни асистенти. Значи, од друга страна, родителите мораат да знаат и самите како да се научуваат она што реков, да знаат да не трпат дискриминација, да знаат правата кои им се, да знаат што им следува, да збориме што им следува како образовно право, тоа е образовен асистент, им треба право имаат да на проценка од МКФ, ако треба модифицирана програма, индивидуален образовен план треба да следува за секое дете. Дали тоа се спроведе во школа? Не секаде. Нормално. Така да овие работи ги кажувам
за сите посебни родители, но не само посебните родители. Сите да ги знаеме за да може да буткаме секоја страна бутка за да малце таа инклузија оди побрзо, да речеме динамиката на смената работа да ја убрзаме. Да. И она што ако сакаме да одиме по тој пат, ако ние како општество, како држава, како народ, како граѓани, whatever, како сакате го, сме решиле, имаме некаква ајде да речем консензус дека тоа е патот што треба да водиме. Да. Сега често се случуваат протести на лицата со попреченост, нивните семејства да кажам, може да се каже дека еден протест просечно во годината има и барањата се често насочени, не често, мислам, секогаш насочени кон државата поради посебниот додаток, поради износот на туѓата нега, поради помагала што не се обезбедени. Во таа сфера каква е состојбата? И плюс има нели еднородителски семејства кои што имат 9 деца со атипичен развој и кои што немат асистенција и родителот не може пример да работи бидејќи треба да го чува детето, а нема приходи. И што станува во тој случај? Значи државата пред се мора да стави да биде реална. Да рече правиме грешки луѓе, ова го сгрешивме, зезнавме работа направи. Тоа не се случува. Значи не можеш да ветуваш некој на некој нешто ако не можеш да го свршиш. Значи му даваш лажна надеж луѓе за луѓе кои што си имаат мака, кои што се ѕидови имаат пред себе, збориме бркаат институции, добро сега се почна да се средува тој со институционалниот дел за земање на додаток. Сега ќе видиме како ќе функционира со новиот начин, ама значи луѓе кои што бркаат работи, кои што се низ, ајде да речем, лабиринти. Значи на тие луѓе ти упорно да им ветуваш нешто, да ги лажеш практично, многу е болно. И тие луѓе се више излудани. Практично излудани и боли многу и тие луѓе више не знаат што со себе. И буквално тие луѓе откачуваат, полудуваат, стануваат, како да речам, луѓе кои што се надвор од себе. Значи, стануваат чудовиштата против која се борат. И тоа е многу зезната ситуација, болната ситуација, иако недостасуваат некои многу права. И тие луѓе почнуваат да не веруваат од целиот систем, иако може би со некоја од тие реформи, сите што се прават сите овие години, како што кажав на почетокот, имаат они бенефити. И тука е многу, како да кажам, кругот е маѓепсан, тој кругот е маѓепсан и тлее таа топка, сегаш. Од друга страна, осеќам дека здруженијата на сите овие протести последние што ги гледав и моментално што се случува нема консензус, нема заедништво. Значи луѓе ни треба солидарност и поголемо заедништво да знаеме што сакаме. Значи да знаеме што сакаме. Значи има некогаш обвинување од едно здружение дека ова издружение било поврзано со власта, па ова, и целата наша кауза, она што сакаме ние да го правиме, значи она што сакаме за нашите деца да го правиме, се партизира и тоа. Се каска тој, мислам, се уништува таа наша идеја затоа што ние не можеме да се договориме. Чекајте бе луѓе, не фаќаат на кондиција. Не фаќаат на ова. Секој со своето знаење, секоја струка може да помогне колку може. И тоа треба да биде прифатено од колективот, од нашето, зборам за нашето здружение, неформално зборам на луѓе кои што си имаат таква мака, па излегле за да бараат право уште од она што не го добиле. Сега што да зборам. Да, но гадната состојба е што всушност политичките партии сигурно ги кооптират луѓето таму на здружение. Апсолутно ги дел од нив, ама работата е што ние мора да се тргнеме од тоа. Сега ја више откачив од тие политички влијанија дека ја ако нешто зборувам, еве јас сум тука кај тебе зборувам и некој од таму вика еве го Шаше, еве го Бојан, сега излего ваму, збори со неа. Он дрди такви правила, мислам, тотално више ми е гајле. Знам што е мојата кауза, знам што и треба на керка ми, знам што треба да се подобри во образованието, што треба да се подобри социјалните аспекти, што треба да се подобри на цело ниво, за да одам понатаму и пробувам колку можам. Што мислиш што е вака во пракса, како треба да речеме, да биде односот?
И општествениот и на државата, пример центри дали треба во конкретни Апсолутно, примери, од дневни центри, центри за ресоциализација, центри, не збориме центри за дневни центри да има поише. Значи, ако сакаме да збориме не за попреченоста, туку за потенцијалите, дајте им на луѓето на типичните лица поише места каде што самите ќе се осеќаат корисни, самите нешто ќе прават, ќе се дружат, ќе развиваат некој социјален друг, некој другарски момент, некој солидарен момент, некој, знаеш, некој на ниво и на работнички навики да створиш и дека си дел од некакво колектив и посигурно се осеќаш. Да се развие солидарност, емпатија. Апсолутно, кон другите. Ти дома кога го затвораш тоа лице, кога му пушташ од едно телевизор, ќе му кажуваш што да прави и го учиш, ти дома вака така прави се, он има линија доктор, логопед, дома и на училиште само некојаш да седи на клупа и да не го социализираш со другите, само го држиш да ме школа еве седи само, видиш. Која е поентата на тоа лице, како ќе се вклопи у тоа у цел живот, у тој наш колектив, ајде да речем. Всушност, сегашните, да кажем, законски регулативи и околности, тоа лице го попречуваат во животот. За понатака. Па не е само, Мчела не би рекол само до законските, дека и ние имаме закони, и ние закони имаме, и самата држава треба и самото општество, да речем, ајде сама држава нормално донесувачите на улуки се први што треба да пресечат и да анимира, да едуцира, да прават таа инклузија да биде инклузија, а не илузија, нели? Така да, ја мислам дека првен треба, нели, нормално државата. Значи, има едни чекори кои што мора да ги помине и да бидат реални. Преска кажав, се формира нов систем на начин кај што ќе се објавуваат посебен додаток, образовен асистент, модифицирана програма, здравствени, образовни и социјални услуги. Значи секи уди преку МКФ. Нов систем на меѓународна рамка која е за попреченост, здравје, развој и така натаму. Тоа е, значи, меѓународна рамка која што нема да оди да ги категоризира луѓето, туку нема да ја гледа нивната попреченост, туку поише ќе оди на поддршка, на анимирање нивно, на вклучување, интегрирање и така натаму. Да не се расфрлам со истите фрази. Значи, државата, имавме министерка за образование предходно, која што вореше, системот е подготвен, ние сме подготвени, МКФ е подготвен, одиме нов систем, зборев со раководителот кој што е од филата човек кој што ја држи таа МКФ, службите на МКФ кои што дадат, он вика Бојан, за ова ќе ни треба 3-4-5 години да го развиеме. Че нема ни кадар, нема ни пари, нема ни искуство, ни знаење, ни можности. Ние сега учиме и секој учи. И сега ја да ти кажам тебе дека од утре ќе биде. Зашто да ти кажам така, ме секаш? Па добро, другото е предизборно ветување. Па сега, мислам, го сваќам тој популизам и потребата од тој, ама ми е преку глава више и затоа ги зборам овие работи. Тина, која бившата собрега, која што супер другар станавме од кога се разведовме заради Дарија, верувајте, Тина одеше заедно во училиште, ни следуваше образовен асистент, не го добивме до 1 септември, току претходната година кој требаше да не. Одеше во училиштето кој што учи Дарија и Тина и беше асистентот на Дарија. Тина одеше заедно со неа, затоа што државата не обезбеди, како што ветуваше дека треба да одиде. Тина и беше образовен асистент, значи Тина не одеше на работа, помала плата си имаше тој месец можеби, се расправаше со работодавачи, затоа што мораше тоа да го прави. Сега што да зборам. Тоа е тежок момент за копира, абсурден момент. Јас се смеам ама од ситуацијата, зашто више не знаеш што да правиш, сегаш. Затоа што сваќаш дека едно еветено атенер не добиваш ти, добиваш со чекање, со молење, со викање, со карање, со расправање, со дури затоа викам стануваш нека чудовиштето против кое се бориш затоа што не знаеш што да правиш, тесно си станеш. Ти кажуваат нешто, затоа викам ветувањата многу болат и можат кушлуци да направат на терен сегаш. Така да што и да прави државата, мора да го свати сериозно и да го земе од друга страна мислењето, нека
Нека ќе се има, нека викна луѓе бе од фелата, нека викнат тие што имаат мака, нека им викнат тие што се борат сите овие, не дека се направи некоја посегнува. Малце се слушне мислењата. Има некои работни групи и сето тоа, окей, ама мислам дека нема на крајот на тие мислења нивни не се зимаат за да се преточат во некој план, акционен план, во некоја стратегија, во некоја на пракса, на терен да видиме нешто дека се случува. Сварно. Да. Така да има доста работа у тој аспект. И како се стигне до тоа? Од очигледно социјалниот диалог веќе на повеќе полиња, мислам, не само поле, сите зборуваат за некој социјален диалог, а го нема. Практично го нема. Диалогот е едностран. И секога гледаме дека нема социјален диалог за ова, за синдикатите се, колективните договори, ли се случува и толкава незадоволството и повторно никој ништо не превзема. Како треба значи да се избориме ние за нас? За нашите блиски, за општеството, за сите. Предходно ти кажав еден момент што мислам дека е клучен, мора ние малце да посилни да станеме заедно. Сегаш, недовербата е на многу различни нивоа ставена. И таа недоверба ни ги бутка работите за да ги добиеме побрзо. Сегаш, мора како колектив, како дружина, како заедница, како сакаш наречи го, особено за онаа заедница и колектив која што сакаме нашите деца да станат рамноправни граѓани, ајде да кажам рамноправни, туку со еднакви можности, ајде да кажеме. Со еднакви можности да оди у школа, да добива она што му следува, да може да премине улица од до таа страна како сите, не знам, сегаш да можам да влезам у зграда без да ме носи некој. Сегаш, што е сулудо, што збориме, ама се случува, нели? Првин да почнеме да се веруваме, значи таа заедница ја повикувам луѓе сите што со години се со оваа проблематика, со оваа кауза е да речам, заедно малце мора почне да се веруваме. Политичките партии ќе ги има и ќе продолжат да прават што она до сега го прават, но политичките партии и да речеме министерствата кои што работа има да креираат политики, тие политики додека ги креираат, а не се во оној домен јавен наратив на манипулирање и популизам, додека креираат јавни политики, тука некако мора да се влезе. И тука мора да се влезе јако и да се земат мислење на луѓе што actually знаат како треба да се прави работа. Сегаш, што имаат проблем и знаат како тој проблем у пракса да го решат. Например, моето дете седи дома и не знае што да прави со својот живот. Му треба другари, му треба гитара, знае да црта, не може кај да црта. Значи му треба дневен центар кој може да се изрази. Му треба работа некоја која што ќе го исполнува, нема да работи ради реда, затоа што како да ни мидираме јавниот и приватниот сектор да внесува, да вработува, да ги користи нивните потенцијали за да може да функционираат сите заедно да функционираме. Значи имаме случаи кои што јас сум зборувал, имаше некои бенефиции од државата за фирми ми се чини за да вработуваат или за да има често. Да. Сега, мене ми кажуваше лице кое што има една состојба, вика Бојан, јас зимам пари од државата, зимам плата, ама шо дома седам ја? Шо ке ми се тие пари мене дома? Значи тој му е мојавата, шо ке ми се тие пари ја дома да ги зимам, да ги седам? Шо правам јас, полудувам дома, немам никаква корист, не сосекам него. Човече, имам состојба, ама ми работи мозокот, не сум со интелектуална поврзаност, имам друга поврзаност која што не зависи, можам да користам тој потенцијал, јас што можам, земете ме, искористете ме, правите нешто и да научам, седам дома, знаеш, и значи државата да креира корисни граѓани, а не социјални случаи. Зашто да се гледаат само на лицата со типична раза како социјални случаи и ние ќе ги откачиме, ќе им дадеме некој посебен додаток, ќе ги ставиме устрана и решен проблем. Не е тоа поентата, бе, луѓе. Тоа се случува, таа дискриминација. И таа дискриминација мора да иде малце на да се зборува јавно. Значи, што повеќе случаи
што поише новинари зборат за тоа, што поише пишуваме за тоа, што поише ги интегрираме луѓето не само во ајде да речем во образованието, во секојдневниот живот, туку мора да збориме малце и ние за уметнички аспекти. Значи, има една колектив Ветерница моментално што прави прекрасни дечки со многу ги сагам као одлично и онака им се клајам, што почнаа со деца со атипична рада да прават инклузивен хор, прават представи, кавериња, знаеш, ги мешаат атипични и типични и правите можете толку, ајде ќе видиме колку ќе можете. Ајде, идеме заедно, другарство, ајде, одиме, значи тоа е таа енергија им се клаја вака што прават. Значи мораме да збориме и за такви интегрирани културни пракси. Значи од сите аспекти за да може ние заедно да правиме нешто. Точно, да. Супер одлично, не знаев за ова за Ветерница. Да, Ветерница, ја ги следам последниот период и пишував неколку пати за нив, се одлични дечките. Одлично. Идемо дале. Ти благодарам за гостувањето и разговорот. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласно идеи.